Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Христос воскресе! Честит и вечен да ни е Великден! Државниот врв го честиташе Великден. Какви пораки испрати? Македонските цркви во диаспората се пополни за Великден. Великден помина без многу работа за брзата помош. Кратко траеа премиријата, нема договор со Иран, унгарците на парламентарни избори. За Великден и значењето какви пораки беа испратени, тема на денот за Воскресението Христово. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Христос воскресна, денеска е поздравот со кој се поздравуваат христијаните кои денеска го слават Великден. Воскресна литургија имаше и денеска, но централниот настан беше синоќа. Во овие вести Даниел Василев, како се чествуваш овој празник? Добро вечер, Маријан. Православните христијани ја пречекаа убавата вест за Воскресението Христово. Како што кажа и самиот Тит, централната манифестација беше токму тука во соборниот храм. Веста ја пренес архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Секако активности во соборниот храм имаше и во текот на денешниот ден, уште од рано наутро. Голем број верници дојдоа тука за да запалат свеќа и да се причестат, а сликата од вчерашните, од она што се случуваше вчера и она што се случуваше изутрината, ја има колешката Тамара Дичевска. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Честит и вечен да ни е Великден! Ако Христос не воскреснеше, залудна ќе беше нашата проповед и празна ќе беше нашата вера. Но Христос воскресна и со смрт, смртта ја победи. Овие зборови на апостолот Павле и 2000 години подоцна се суштината на денешниот празник, кој се славеше синоќа и утрово. Великден е празник над празниците, смисла и суштина на христијанската вера. Воскресението Христово е победа над темнината и нова светлина на радоста. Затоа според преданијата тој е најрадосниот празник. Неговото чествување почна пред полноќ, кога со запалени свеќи верниците и свештениците по троен опход го прославуваат Христовото воскресение. Централната литургија во Скопје беше во соборниот храм Свети Климент Охридски, предводена од архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Кога искрено простуваме, вкусуваме од радоста на Воскресението. Кога безусловно љубиме, вкусуваме од радоста на Воскресението. Кога се оттргнуваме од гревот и се враќаме кон Бога, вкусуваме пак од радоста на Воскресението. Затоа, знаејќи дека воскреснатиот Христос веќе ни дарува живот, да си помагаме едни со други, да си простиме се заради Воскресението и да ја отвориме нашата душа за радоста што ни ја дарува Господ. И утринава соборниот храм беше преполн со верници кои присуствуваа на великденската литургија и се причестија. Запалија свеќи, се помолија за здравје, а празникот во многу македонски домови ќе се одбележи со свечен ручек, кршење со великденски јајца и желби за благосостојба. На сите православни христијани им порачувам да се сакаме и помагаме безусловно и во добро и во лошо, затоа што тоа е патот до трајната среќа. Убаво мир, здравје за сите, љубов, се најубаво. Постевме, се причестивме и сега сме среќни. Моите желби нарочно нема, јас веќе во година сум, меѓутоа да се види Македонија во Европска унија. Само здравје, среќа, живот на сите. Се знае, Великден, голем ден. Великден. Ето е, Христос воскресна, на вистина воскресна. Со пораки за љубов, мир и надеж, верниците го прославуваат Великден, празникот што потсетува на силата на верата и новиот почеток. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Така, тоа беше сликата од Скопје, од соборниот храм. Меѓутоа, Великден се чествуваше и во Балканскиот Ерусалим, во Охрид, каде што исто така голем број верници беа, односно ги исполнија храмовите, големиот број на храмови во овој град, за да ја пречекаат радосната вест за Христовото воскресение. Од таму ја имаме нашата дописничка Нина Аритоновска. Со биење на камбаните точно на полнок беше најавена радосната вест за воскресението Христово. Великден ги исполни храмовите во Охрид, каде илјадници верници и туристи со свеќи во рацете присуствуваа на полнокната богослужба. За прв пат годинава во Свети Климентовиот храм Свети Пантелеймон на Плаушник со празничната богослужба чиноначелствуваше митрополитот Дебарско-Кичевски господин Георгиј. Мир во целиот свет за благосостојба на светите Божи цркви и за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За свет манастир и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божје да се помолиме на Господа. Бројните посетители во древните храмови си посакаа мир, здравје и благосостојба. Мир да има. Јас сум од Негорци и Гевгелија, прв пат сум во Охрид и ова е феноменално, прв пат го дочекувам Великден во Охрид и ова е спектакл, стварно. Многу сме среќни што сме тука, Охрид е прекрасен. Многу е убаво, тука сме за воскресението Христово. Би им посакал на сите среќа и љубов во иднина. Великден ни носи мир, среќа и здравје во нашиот дом. Мене Великден ми е еден од омилените празници. Народ се собира, сите се среќни, сите се весели со јајца кршење, плюс фамилијата се собират. Да сме среќни за празниците, љубов, среќа, радост. Великден се слави 3 дена, а Охрид во овие празнични денови исполнет со голем број гости од земјава, соседството на не изостануваат ни оние од подалечните земји. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Дали овака изгледа чествувањето на Великден во Скопје и Охрид? Дали политичарите денеска беа во црква? Какви се нивните пораки? Маријан, во суштина, освен за председателката на државата Гордана Силјановска Давкова, за другите политичари и за скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски, за другите политичари не знаеме каде и дали биле во црква. Председателката на државата беше во Охрид, во Плаушник, додека скопскиот градоначалник тука во соборниот храм, меѓутоа изутрината. Секако и покрај тоа што немаме фотографии или видеа од останатите политичари за тоа каде ја дочекаа оваа радосна вест, сепак тие своите великден пораки ги испратија преку социјалните мрежи. Во главном сите оние пораки кои што ги испратија се пораки на мир, пораки на соживот и радост во семејствата на православните христијани. Во продолжение гледаме што точно кажаат тие. Во време на тешки општествени превирања, големи искушенија и силни морални предизвици, мораме да истраеме во добродетелите, обединети околу вредностите на солидарноста и земната почит, порача председателката Гордана Силјановска Давкова, која вчера вечер присуствуваше на централната великденска литургија во Охрид. Посакувам уште поголема вера, верба, надеж во поубава денешница и поубаво утре. Зашто навистина времево е такво што треба да се најдеме на некој ваков голем ден за да се подсетиме дека овде сме за да живееме пристојно, да им овозможиме на другите да живеат пристојно, да веруваме во мир, а не во војна, да веруваме во добро, а не во зло. Верувам дека, не знам, вечерва е многи за катарза на човештвото. Великден не е само празник на верата, туку и символ на надежта, обновата и победата на животот над искушенијата. Тој не подсетува дека по секоја темнина доаѓа светлина, по секој предизвик нов почеток, а по секоја жртва заслужена надеж стои во честитката на премиерот Мицкоски. Свесен сум дека постојат неизвестности и предизвици, но нашата предалба е јасна да продолжиме со одговорни политики да ја зајакнеме економијата, да го заштитиме животниот стандард и да создадеме сигурна иднина за сите, пишува Мицкоски.
празници. Великден на православните христијани им го честиташе и спикерот Гаши. Великден е празник што носи пораки на надеж, духовна обнова и зацврстување на вербата во доброто, човечноста и заедништвото во овие празнични денови, кога се слават љубовта, солидарноста и меѓусебната почит, уште еднаш се потврдува значењето на вредностите што не поврзуваат како општество и не упатуваат кон заеднички напредок. Великден е празник кој ни дава сила и носи надеж за нови и подобри почетоци, за справување со предизвиците, напише и лидерот на СДСМ. Овој голем христијански празник дава духовна сила и повикува на добрина, човечност и заедништво, вредности што се патока за праведно и солидарно општество. Со верба и со надеж за нови почетоци, да го надминеме секој предизвик и да создадеме иднина каква што заслужуваат нашите граѓани, стои во честитката на Филипче. Скопскиот градоначалник пак утрово присуствуваше на централната литургија во соборниот храм. Христос воскресна, навистина воскресна. Сакам на сите верници да им посакам мирни празници, среќа, здравие и љубов во нивните домови. Ова се празници на кога и практично смислата на нашето постоење се гледа преку овој празник, но и суштината на нашиот живот, моменти кога треба да се обединиме како народ и генерално уште еднаш да посакам многу здравие, среќа, мир и љубов во сите домови, без разлика на вера и нација. Големиот христијански празник Великден го честита и политичките партии. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Даниел, Великден се слави во многу земји во светот, особено и на Блискиот Исток, каде се уште има воени действија. Како помигна Великден во тој дел од светот? Маријан, под знак прашалник беше чествувањето на Великден, особено во Ерусалим, поради оние случувања на Блискиот Исток и војната која што изби помеѓу Соединетите Американски држави, Израел и Иран. Меѓутоа, она кревко примирие кое што го договорија овие три страни даде зелено светло дека православните христијани сепак ќе можат во Ерусалим да го чествуваат најголемиот христијански празник. Од друга страна и двете најголеми држави кои што имаат мнозинско православно население се завоени, тоа се Русија и Украина. Меѓутоа, ова не беше пречка за народите на овие двете држави да го чествуваат овој празник. Имаме слика од најважните делови од светот каде што православните христијани го чествуваат Великден. Во продолжение да ја погледнеме. I'm happy to be here today, and I'm happy that there are ceasefires, and we have option to go to here. I hope it will be peace during a long time. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Ты низвергнут, воскрес Христос, и пали демоны, воскрес. Землю и встретил небо для нахождения в храме, перед которой должны были... Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес!
Така, тоа беше сликата од најважните делови од светот каде што се чествува православниот Великден. Инаку Сител има екипа и во Италија која што го следи чествувањето на македонската диаспора во делот на Пијаченца, каде што вчера беше централната манифестација, односно великденската литургија, па во продолжение да погледнеме дел од атмосферата и како македонските граѓани во овој дел од Италија го чествуваат Великден. Христос воскресе из мертви, смертью смерть поправ. Иисус во гробе живот дарова. Христос воскресна! Наистина воскресна! Наистина воскресе! Христос воскресе! Наистина воскресе! Uz фамилијата сум и такво сите се радунаме и капаме со јајцата, нели с мама, ке некој ден ќе оме, ке боме јајца, баба од Македонија ни пуште сичко. Чифте ли се јајца, како учествува? Да, убаво беше 7 години добија, ама најнакрај со ворија ми годно младо дете. Убаво е многу на Великденот и сите сме заедно, се поштуваме, имаме фамилиарно се збираме секако. Христос воскрес. Браво. Се кршевте со јајца, фарбавте јајца? Да. За вас значи ово што може да се собирате во црква, овој празник? Това е нешто најубаво што може да постои. За нас е голем празник затоа што живееме во Италија више 20 години и многу сме задоволни затоа што од вчера е склучен договорот, добивме се што требаше за оваа православна црква, значи се проширивме, верата продолжуваме напред со нашите деца, ги носиме за да идеме секогаш напред и напред со нашата вера ги учиме. Даниел Василев за чествувањето на Великден оваа година. Благодарам. Великден помина без многу работа за брзата помош. Кратко траја премиријата, нема договор са Иран, унгарците на парламентарни избори. Брзата помош немала многу работа за Великденската ноќ и покрај тоа лекарите апелираат оние кои постеле да внимаваат со храната. 25 интервенции за време на ноќната смена во Скопската брза помош. На најголемиот христијански празник нема зголемен број најавувања на 194, што се должи и на полуиспразнетиот град. Но и за оние кои се останати дома, великденската атмосфера е во знакот на мирот и семејната блискост. На лице место лекарски тимови интервенирале само кај 3 колапси во различни цркви во Скопје, каде верниците синоќа го чекаа Христовото воскресение. Станува збор само за колапси, интервенирано е на лице место. Немало потреба од носење во болница и понатамошна интервенција. А во текот на денешниот ден најчесто интервенираме кај луѓе со малигни заболувања и хронични болести, што за болки, а и за екзацербации кај нивната постоечка симптоматологија. По 7-неделниот пост да се внимава со внесувањето на храна и оброците да не бидат обилни. Оние кои постеле не треба да јадат и голем број на великденски јајца, велат лекарите. Постот е свесно и доброволно воздражување од одреден тип на храна, одредени навики, однесувања. Има и психолошка димензија на самоконтрола на умот. Луѓето кои што го испостиле постот, јас верувам дека знаат и како да ги внесат намирниците кои што до тогаш не ги употребувале. Воздражувањето нека биде свесно и навистина јас повторно ќе препорачам да се воздржат од прејадување. Искрено не верувам дека некој ќе прејаде, до сега немавме таква интервенција. Бидејќи и утре е неработен ден, остануваат препораките на лекарите за внимателно консумирање на храна и алкохол и придржување на сообраќајните правила, за празниците да поминат мирно, а не со несакани последици. Сања Димитровска, Сител телевизија. Иранисат непоста продолжува во непотпишувањето на договорот. Иран тврди дека официјално ја презеде контролата врз Ормудскиот теснец, почна да наплаќа такса за премин и најави дека ќе го ограничи бројот на бродови кои поминуваат на околу 12 дневно.
Плаќањето ќе мора да биде во иранска валута, односно во ријали, и претходно договорено со револуционерната гарда на Иран. Таксата за големите танкери достигнува сума до $2 милиони. Според податоците на аналитичката компанија Кеплер, во моментов 182 брода со вкупно 172 милиони барели нафта чека дозвола за премин. Тие на Техеран ќе му донесат на $360 милиони приход. Но бидејќи се уште не функционира со полн капацитет, глобалниот синџир за снабдување со нафта е далеко од стабилен. Неизвестноста од продлабочување на кризата се уште е висока. The oil that's stuck on container ships in the Strait of Hormuz, it's not coming out, or at least it's not coming out rapidly now that things are potentially starting to move. And that's a situation that at the moment is a bit open-ended. We don't know how long it will last. We don't know what the sustainable damage is going to be to infrastructure that is producing and refining oil and other energy sources around the Strait of Hormuz in the Middle East. And so that creates a bit of an overhang and uncertainty for oil producers, oil consumers, businesses in general, and that leads to higher prices. Низ Ормудскиот теснец пред војната дневно поминуваа по 80 до 130 танкери, или 20% од светската нафта. Аналитичарите предупредуваат дека секој ден со ограничен проток, значи милиони барели нафта не достигна пазарот, што создава притисок до повисоки цени на горивата. Поскапувањето ќе значи и нов инфлаторен бран на глобално ниво, чии последици ќе треба да се санираат подолг период. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Прилепската болница за прв пат доби апарат за оптичка кохерентна томографија. Прилепската болница доби уште еден нов апарат во очното одделение, кој што ќе служи за оптичка кохерентна томографија. Болницата од незиното постојање досега за прв пат добива ваков вид на апарат, а за искористување на неговите бенефити, граѓаните досега мораат да патуваат во другите градови или прегледите да ги плаќаат во приватните клиники. Ние се решивме да набавиме таков апарат. Апаратот е купен со сопствени средства, помалку од 5 милиони денари, тој е доста софистициран, е меѓу најдобрите во Македонија, така да пациентите правиме се за да не патуваат во други градови. Ќе се овозможи прецизна дијагностика на заболувањата на задниот дел од окото, односно на филмот за гледање, во поглед на дијагностика за сенилни дегенерации на макулата, во поглед на диабетес мелитус и промените на филмот за гледање и прецизна рана дијагностика на промени кај покачен очен притисок, односно кај глаукомата. На лекарите овој апарат ќе им помогне во секојдневната пракса на дијагностика и рано откривање на болестите, кои што се најчест причинител за појавување на слепило. Се работи за апарат кој што е навистина современа апаратура, алатка која што во секојдневната клиничка пракса на офталмолозите навистина е неопходна, представува една неинвазивна, брза метода со една прецизна дијагностика на структурите на задниот сегмент на окото. Значи точката за јасен вид, како што напомена колегата, се работи за дијагностика на болести кои што се најчести причинители за кои можат да доведат до слепило. Инаку во моментов општата болница Прилеп има 4 очни лекари, а во следните 3 години треба да се вратат и уште 4 лекари специјализанти. Но проблемот бил во немањето на доволно средномедицински персонал, кој што треба да се зголеми во периодот кој следува. За Сител, Дарко Штарговски. Поранешната модуларна болница во Штип има нова функција, ќе служи како центар наменет за граѓани од источниот регион кои се соочуваат со проблеми со прекумерна телесна тежина. Во просториите на поранешната модуларна болница при клиничка болница Штип започна со работа регионален центар за менаџирање на обезноста. Центарот е наменет за граѓаните од источниот регион, кои се соочуваат со проблеми со прекумерна телесна тежина и ќе им овозможи на едно место да добијат стручен медицински третман и советување. Пациентите ќе бидат прегледувани од специјалисти по ендокринологија, кои ќе им помагаат со препораки, терапии и насоки за намалување на телесната тежина и подобрување на здравјето. Намерата е луѓето навремено да добијат стручна медицинска поддршка и преку правилен пристап да се намали ризикот од појава на заболувања кои често се поврзани со обезноста. Со отварањето на овој центар, пациентите имаат каде за прв пат да се обратат, односно каде да
бидат третирани нивните коморбидитети покрај обезноста, значи знаеме дека таа не е само натрупување на масно ткиво во организмот, туку е придружена и со останати заболувања како диабетес мелитус тип 2, дислипидемија, хормонални нарушувања, метаболен синдром. И ова представува една значајна придобивка за пациентите од овој источен регион и за нивното здравје. Од болницата информираат дека пациентите кои ќе доаѓаат на преглед во центарот треба претходно да закажат термин преку системот Мој термин, да имаат упат од матичен лекар и со себе да донесат основни лабораториски анализи со цел да се направи детална проценка на нивната здравствена состојба. Во посебен фокус ќе ни биде гликемијата на гладно, тромесечниот чекер или гликолизираниот хемоглобин. Лабораторијата ќе треба да содржи ензими од црниот дроб, ќе треба да содржи липиден статус, вклучително со добар и лош холестерол, односно ЛДЛ и ХДЛ холестерол. Дополнително бубрежната функција со урична киселина. Здравствените работници предупредуваат дека бројот на лица со обезност постојано расте, како во светот, така и во земјава. Според податоците, секој 8 човек во светот живее со обезност, поради што оваа состојба се почесто се третира како хронично заболување. За Сител, Трајан Ристовски. До крајот на годината Safe City ќе има и во Струмица. Струмица е следниот град што треба да стане дел од системот Safe City, исто како и во главниот град. Проектот предвидува воведување на паметни камери и дигитални софтверски решенија, кои ќе овозможат континуирано следење на сообраќајот, автоматска детекција на прекршоци и поефикасно управување со сообраќајните текови, но и поголема безбедност. Според најавите, системот треба да биде целосно воспоставен до крајот на годината. До крајот на годината во сите поголеми градови ќе бидат имплементирани поставени камери за следење на сообраќајот и за нивна безбедност и унапредување на можностите кои општина Струмица со Бирото за јавна безбедност и СВР Струмица во идење ќе ги реализира. Директорот на Бирото за јавна безбедност информираше дека локациите кои ќе бидат опфатени ќе се утврдуваат во координација со општината со цел да се избегне дуплирање со министерството, но и да се искористат сите расположливи ресурси и да се оптимизира нивната употреба. Тоа што ќе биде поставено од страна на Министерството за внатрешни работи и на кои сајтови, на кои точки од страна на општината да немаме дуплирање, да немаме преклопување на одредени позиции, односно за да може да ги искористиме максимум ресурсите со кои што располагаме, финансиските средства кои што општината или градот Струмица планира да ги инвестира во тој дел, а се со една цел заштита на човечките животи, обезбедување на јавниот ред и мир, заштита на криминалот или откривање на криминалот и превенција, пред се превенцијата морам да ја напоменам овде, а исто така и посебно во делот за заштита на урбаната инфраструктура која што е поставена и е платена од парите на сите граѓани. Планот е освен Струмица до крајот на годината да бидат опфатени и други поголеми градови во државата, со што постепено ќе се проширува опфатот на системот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Тука е крајот на Централниот